Делчево во своето постоење се нарекувало Василево, Султанија и Царево село. А името Делчево го добива по ослободувањето 1950 година, кога Президиумот на Народното собрание на Македонија донесува одлука Царево село да биде преименувано во Делчево, во чест на Гоце Делчев. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, како прво машко дете. Трето, поред на бројната фамилија Делчеви, која имала вкупно 9 деца. Татко му Никола Делчев бил кукушанин, а мајка му Султана Нурџиева потекнува од блиското село Муравци. Во 1879 1880 година Гоцен Ѓорги Делчев започнува да го поседува прогимназијалното училиште во Кукуш. Гоцен потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Се запишал во војното училиште во Софија во 1891 година. Подоцна како питомец во војното училиште во Софија. Тајно ги поседувал социјалистичките кружоци и ја ширал социјалистичката литература, зашто е исклучен од училиштето. Делчев станал учител во Штип, Новосело, во 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на ТМОР. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев им се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо станувајќи нејзин водич. Во летото 1896 година во Солун се одржува Конгрес на македонските и одринските револуционерни сили. На конгресот присуствува и Гоце Делчев. На македонското ослободително дело Гоце Делчев можеше да му посвети само една деценија од својот краток живот, но и таа деценија беше доволна тој да биде и остане срце и душа на револуционерното движење на Македонија. Олицетворение на искрената и со ништо не извалкана автентичност на тоа движење. Гоцевата визија за независна Македонија го направи нераскинлив дел од нејзината историја. Гоце високо го издигнал неговиот интернационален и космополитски поглед. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Оваа мисла го вбројува Гоце во редот на светските хуманисти. Гоце Делчев е визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, а загина на 4 мај пред 120 години во селото Баница. Неговите посмртни останки прво се чуваат во Баница до 1917 година, а потоа во Софија до 1923 година. Ковчегото со коските се чува во домот на Михаил Чаков, а на него пишувало: "Ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат светите коски да бидат погребани во главниот град на независна Македонија, август 1923 Илинден." Заветот е исполнен и на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје во црквата Свети Спас. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, во чест на 151 години од раѓањето на великанот Гоце Делчев, со големо поклонение кон неговото дело и неговата личност, ве поканувам сите присутни да му оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека му е вечна слава. Слава. Свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев ќе положи делегација на општина Делчево, организации и институции, политички партии, сдруженија на граѓани, културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево и други. Нека повелат.
Grazie.